Ви ги прочитав некои си 60% од забелешките на Државниот завод за ревизија, апропо кој и искрсна овој скандал. Ова не е краток временски период на трајање на одредена ситуација. Започнало со набавка на биолошка терапија 18-та година, преговарање за набавка по првиот тендер во 19-та, ревизорскиот завршува 21-та. Во целиот тој временски интервал има закони кои што вие сте ги полагале за да стигнете до лиценца да станете директор на одредена универзитетска клиника. Или барем би требало да биде така. Во секој случај има инстанци, министер, ФЗМ, Малмет, Државен санитарен и здравствен инспекторат. Сите молчеле и никој ништо не приметил. Вие не сте доставувале 6-месечни извештаи до Министерството и заради тоа се поставува логично прашањето дали некој ви даде согласност за да биде тотален хаос во работењето и да биде се базирано на магла, а ништо на реалност. Значи, извештаи полагавме секоја година и то неколку